Позитивни сигнали доаѓаат од Министерството за земјоделство во делот на ловот и ловниот туризам. Ловните здруженија долго чекаа измени со кои ќе им се олесни работата и зголеми членството. Според најавите, олеснување во тој дел ќе се очекуваат кај полагањето на ловечкиот испит, се враќали стариот модел на полагање. Имаме забелешка во тоа на полагањето на испитот, бидејќи испитот ловечки се полага само во Скопје. Мислам дека ќе ни владата, новата влада веќе од Министерството ни најави дека ќе ни удоволат на тоа да можат ловците да полагаат во местото каде што доваѓаат, например во Штип, во поголемите градови Струмица, Скопје, Куманово и така натаму. Ловните здруженија реагираа и на нетранспарентната постапка за доделување на концесиите. Голем број на ловни друштва во претходните години ги изгубија ловиштата со кои стопанисувале со години. Реагираа на тоа дека новите концесионери не ги испочитувале подпишаните договори и не направиле некои поголеми инвестиции, ниту пак покажале резултати со кои го напредиле и промовирале ловот. Министерството најави дека ќе ги преиспита концесиите за тие концесии, зборувам, што се на приватни лица. Искуството покажува дека најдобро се грижи ловното здружение за ловиштето. Примамливо е тоа за приватните концесионери да примат што повеќе странци, бидејќи тоа доаѓа до профит. Меѓутоа, битно е да се грижиме и за нашите ловци, да можат да се, така да кажам, да имате едно искуство во планина, во шума, во поле, обавуваат спорт, се движат и рекреираат. Чакалот почна да прави проблеми бидејќи се пренамножи. Ловните здруженија покренаа иницијатива да се дозволи негов отстрел. Поради политичката криза во државата, постапката се пролонгираше. Сега тие се во очекување дека веќе следната ловна сезона за отстрел на штетен дивеч ќе може да го ловат.